Бисмиллахи рахмани рахим. Вие го слушате седмиот дел од книгата Хазрети Ахмад, ветениот Месија. Ова книга ја напишал Хазрети Мирза Башар Удин Махмуд Ахмад, халифатул Месих II, разијалаху анху, синот на ветениот Месија. Книгата представува кратка приказна за животот на ветениот Месија, затоа што се чувствувала голема потреба во западниот свет. Книгата дава краток приказ на неговиот живот, семејството и неговата мисија. Книгата е напишана на урду јазик, а на англиски за прв пат е објавена во 1917 година. सोने वालों जागो, सोने वालों जागो के वक्ते बहार है, अब देखो आके दर पे। Во периодот од 26 до 28 декември 1896 година таа била одржана. 6 угледни луѓе биле избрани за судии. Раджа Бахадур Портул Чандра, судија шеф на судот; Кан Бахадур Шейх Кода Бакш, судија на основен суд Лахор; Рај Бахадур Пандит Рахда Кушенкул, вакил, шеф на судот, поранешен управник во џама; Хазрети Маулви Хаким Нурудин Сахиб, лекар на неговото височество Махараджата од Кашмир; Рај Бадахур Бавани Дас, општински службеник; Јехлум и Сардар Јавахар Синг, секретар на Калса коледжот Лахор. Многумина угледни представници од различни религии испратиле своји текстови за конференцијата, која, како што било и очекувано, побудила огромен јавен интерес. Луѓето ја следеле со многу голем интерес. Конференцијата поточно добила изглед на некаков религиски надпревар, во кој приврзаниците на секоја група, односно религија, сакале да се уверат во победата на својот тим. Во услови во кои старите вери можеле да сметаат на огромен број следбеници, нивните застапници биле прилично сигурни во својот триумф, затоа што на собирот ги имало многу оние кои навиваат за нив. Но во случајот со ветениот Месија тоа не било така. Неговиот говор требало да се прочита на собир на кој има само неколку пријатели, а непријатели многу. Во тоа време неговите следбеници не бројале повеќе од неколку стотини, а од нив на конференцијата не присуствувале повеќе од 50. Неговиот говор требало да биде прочитан на 27 декември помеѓу 13:30 и 15:30 часот. Тој не можел лично да присуствува на конференцијата, но затоа одредил еден негов верен ученик, Маулви Абдул Карим, да го прочита говорот во негово име. Тој господин почнал со читањето на говорот и за неколку минути завладеала таква атмосфера, што сите присутни седеле неподвижно и се напрегале да чујат што е можно поубаво, потполно несвесни за времето. Кога поминало времето за негово излагање, публиката била многу збунета, зашто се уште не бил даден ни одговорот на првото прашање. Затоа завладеало големо задоволство помеѓу слушателите, кога Маулви Мубарак Али од Сиалкот, кој бил следниот говорник, го отстапил својот термин за говор и го дал за да се продолжи излагањето на ветениот Месија. Така Маулви Абдул Карим, во согласност со таа одлука, продолжил да го чита говорот до 16 часот и 30 минути, а тоа било времето предвидено за крај на конференцијата за тој ден. मर्ज़ी खुदा तर के रज़ाए ख़ेश पे मर्ज़ी खुदा. Но како и покрај тоа, ни првата тема се уште не била исцрпена. Публиката сакала тој дел да биде завршен пред седницата да се затвори.
Судиите затоа дозволиле да продолжи читањето, се додека првата тема не биде завршена, па така конференцијата се продолжила се дури тоа не било направено, односно цел час после предвидениот крај. Публиката потоа побарала конференцијата да биде продолжена за уште еден ден после 28, за да се овозможи читање на говорот во целост. Според тоа, направен е план конференцијата да биде продолжена и на 29 со оглед на тоа што и представниците на другите религии барале дополнително време, па затоа наместо со почеток од 10:30 часот било одлучено да се почне час порано, во 9:30 часот, и говорот на ветениот Месија да биде завршен. Впечатокот создаден од читањето на говорот на Ахмад првиот ден може да се подкрепи и со тој пример, што во првите 2 дена од конференцијата луѓето не се собирале пред 10:30 часот, и тоа не во голем број, додека веќе понатаму луѓето се собирале во голем број, и тоа уште пред 9 часот, и конференцијата можела навреме да почне. Но и следниот ден, 2,5 часа не се покажале доволни за говорот да се прочита, и публиката гласно барала дополнително време, се дури говорот не биде завршен. Судиите немале друг избор освен да го продолжат времето. На крајот читањето траело 7,5 часа. Говорот предизвикал огромно одушевување во Лахор и сите биле согласни дека тоа е најдобриот говор одржан на конференцијата. Следбениците на сите вери и движења биле согласни и единствени во таа одлука. Оние кои известувале за случувањата на конференцијата оцениле дека бројот на луѓето на конференцијата пораснувал за 7 до 8.000 за време на говорот на ветениот Месија. Накратко, говорот бил голем успех за ветениот Месија и оставил голем впечаток кај противниците со неговата генијалност. Дури и непријателски расположените весници не можеле а да не признаат дека говорот на ветениот Месија ги надминал сите останати кои биле прочитани на конференцијата. Англискиот превод на тој говор, издаден под наслов The Teaching of Islam, учењето на Исламот, наишол на особено топол прием во Европа и Америка. Предизвик. Во почетокот на 1897 година ветениот Месија пристапил кон едно друго средство на обраќање, кое било нужно за да му се покаже вистинитоста на христијанскиот свет. Со цел да докаже дека Иса алейхиселам, Исус, бил само човек и конечно да ја побие неоснованоста на христијанската доктрина, отворено ги повикал христијаните на јавна 40-дневна расправа. Во тој повик исто така биле вклучени и следбеници на други религии. Но христијаните биле оние на кои тој повик бил особено упатен. Овој повик носел уште и награда од 1000 рупии за оној кој ќе докаже дека претскажувањата на Исус се супериорни и повозвишени од оние на ветениот Месија. Тој предизвик никој не го прифатил. Убиството на Лек Рама. На 6 март 1897 година, членот на аријанската заедница на име Лек Рам бил убиен како што предвидел ветениот Месија неколку години порано. Тоа предизвикало голем метеж помеѓу членовите на таа заедница. Не е потребно да се објаснува дека постоел голем џагор против ветениот Месија и тој јавно бил обвинет за убиство. Властите направиле силни напори за да најдат некаков доказ во неговата куќа дека тој го има извршено убиството, но Аллах Џелешануху ги осуетил напорите на неговите непријатели и иако тие со сета сила се труделе да го втурнат во криминал, невиноста на ветениот Месија била потполно потврдена. पाते हैं मोमिन ही Турскиот амбасадор во Кадијана. Во мај 1897 година се случил настан кој оставил свој белег во историјата. После неколку барања за разговор, Хусеин Ками,
турскиот амбасадор дошол во Кадијана да го посети ветениот Месија и направил молба за посебен настап во име на турскиот султан. Ветениот Месија, кој за некои работи знаел на темел на собствената интуиција и преку Божјата објава, отворено му дал до знаење дека состојбата на султановата империја не е добра и дека однесувањето на членовите на султановата влада не е задоволителна, па со оглед на таквите околности исходот тешко може да биде благонаклонет. Ваквите забелешки особено го повредиле турскиот амбасадор, што тој веднаш заминал, а потоа во еден весник во Лахор објавил писмо за ветениот Месија, составено на многу остар јазик. Тоа создало една многу голема збрка помеѓу муслиманите од Пенџаб и Индија. Меѓутоа, настаните кои следеле ја докажале вистинитоста на зборовите на ветениот Месија и голем број од неговите предвидувања во тој контекст се исполниле. Хусеин Ками лично дал пример за исполнувањето на овие предвидувања. Јас ќе сторам се за да биде понижен секој кој настојува тебе да те понижи. Против овој човек е покрената тужба и тој бил отстранет од службата. Весникот што го објавил неговото писмо и го подпомогнал, исто така ја добил заслужената казна. Промените што ја растажиле султановата империја се општо познати. Ахмад и доктор Хенри Мартин Кларк. Истата таа година на 1 август, христијанскиот мисионер доктор Хенри Мартин Кларк поднел тужба до господин А.Е. Мартин, судија во основниот суд во Амритсар, против ветениот Месија и тоа за соучество во убиство. Тужителот тврдел дека ветениот Месија испратил некој Абдул Хамид да го убие. Судијата издал наредба за апсење на обвинетиот, но тогаш дознал дека престапот е потврден во друга област и дека нема докази за апсење. Така, согласно со тоа, предметот бил прераспореден кај судијата во основниот суд во Гурдаспур. Таа служба тогаш ја вршел капитанот М.В. Даглас. Абдул Хамид и пред него тврдел дека ветениот Месија го испратил да го убие доктор Кларк, така што ќе му ја згмечи главата со тежок камен. Несогласувањата помеѓу онаа што Абдул Хамид тогаш го рекол и она што го изјавил пред судијата во Амритсар допринеле капетанот Даглас да се посомнева и тој започнал темелна истрага со вкрстено распрашување. Случајот бил завршен после 4 сослушувања и во краток рок од само 4 недели. Иако тужителите биле христијани, капетанот својата непристрасна одлука ја донел во корист на ветениот Месија и не само што го ослободил, туку и му дозволил да ги тужи мисионерите што го клеветеле. Ветениот Месија им простил и не се зафатил со судски процес против нив. За овој случај судијата напишал: "Кога прв пат ја чув таа приказна, ми се причини сосема безсмислена. Прво заради тоа што постоеше разлика помеѓу изјавите дадени од сведокот, помеѓу онаа дадена пред мене и онаа дадена пред тоа пред судијата во Амритсар. И однесувањето и држењето на тој човек беа некако чудни и сомнителни. Второ, следната работа која ми падна во очи во неговата изјава беше тоа што колку повеќе се задржуваше тој содавателот на наредбите од мисијата, толку повеќе таа изјава растеше во должина и обширност. Например, тој даде една изјава на 12 август, а друга на 13 и во таа втората тој даде некои детали кои недостасуваа во таа од минатиот ден. Тоа ме наведе да помислам дека или некој му кажува што тој да каже, или тој самиот знае повеќе од колку што сака да открие. Затоа јас барав од надзорникот на полицијата, кој беше европски службеник, да го изолира и да го чува под своја контрола, па дури тогаш да му се земе изјава. Во согласност со тоа, надзорникот на полицијата го изолирал од влијанието на другите и кога побарал изјава од него, без да чека на одобрение да му биде простено, Абдул Хамид клекнал и признал дека се што кажал не се негови зборови, туку бил натеран на тоа и рекол дека бил уморен од животот и дека бил спремен да се убие, дека се што кажал против Мирза Сахиб било по наговор на тројца христијани, Абдур Рахим, Варис Удин и Прем Даса,
дека тој ниту бил испратен од Мирза Сахиб, ниту пак имало нешто со него, дека несогласувањето кое било очигледно во неговите изјави е заради тоа што му било речено да го негира претходното со следното, дека тој не му го знаел ни лицето на тој следбеник на Мирза Сахиб, за кој тврдел дека му има ветено да го скрие после стореното злосторство, дека тие што всушност го поттикнувале на тоа, го натерале да го запамети неговото име и адреса и во случај да го заборави ќе му го напишеле на дланката, за да може да се подсети. Додал и тоа дека откако го наговориле да ја даде правата изјава против Мирза Сахиб, восхитено извикувале: ја исполнивме својата желба, мислејќи со тоа дека дури сега го фатиле Мирза Сахиб во својата мрежа. После детално бележење на неговата изјава, судијата го ослободил ветениот Месија. Меѓутоа, самиот случај за непријателите представувал големо задоволство, па така еден правник, Арија Самаѓ, го преземал водењето на случајот во име на мисионерите без никаков надомест, а неколку муслимански маулваси се јавиле доброволно да сведочат против ветениот Месија. Накратко, христијаните, муслиманите и хиндусите се обединиле во заеднички напад против него, и тоа со многу нечесни и непристојни средства. Но Бог му дарил на капетанот Даглас многу цврстина и одважност, во многу поголема мера отколку на Пилат, судија кој му судел на Иса алейхи селам, и тој до самиот крај не застранил од патот на правдата. Тој не ги измил своите раце како Пилат и не го предал ветениот Месија на неговите непријатели, туку смело го ослободил и со тоа ја докажал супериорноста на британското над римското право. कि वक्ते बहार है अब देखो आके दर पे हमारे वो यार है वक्ते बहार है. Денес го завршивме 7-миот дел од книгата Хазрети Ахмад, ветениот Месија. Еселаму алейкум.